Да, продолжуваме со дебатниот дел, како што најавивме тука е господинот Борко Ристовски, министер за спорт. Добро дојдовте во студио Вест. Благодарам на поканата, добро најав. Министер, ќе разговараме за спортот, за тоа што прави државата во областа на спортот, каква стратегија има во областа на спортот. Како што кажав пред малку во најавата, тоа е важно за младите генерации, важно е за оние кои сега се активно се занимаваат со спорт. Не е спортот сам по себе цел, тука е и физичкото здравје, менталното здравје, тоа е еден голем склоп, мислам, знаете подобро од мене бидејќи сте били професионален спортист. Еве да почнеме со генералното прашање. Што прави сега државата за поддршка за младите спортски таленти? Па добро, мислам дека изминатата година направивме една многу убава манифестација со доделување на стипендиите за поддршка на 500 млади талентирани спортисти, на кои што покрај онаа финансиска поддршка која што ја добиваат секој месец, направивме еден настанок кој што им доделивме дипломи. Тие дипломи се знак на признание, немаат некоја посебна цел, меѓутоа имаат за цел да дечињата или младите спортисти или талентите, како сакате, се осетат важни и осетат дека некој во државата гледа во нив и светлата се вперени во нив и се додека работат професионално, се дека се посветени и оддадени на спортот, секогаш државата ќе биде тука да ги цени и да ги вреднува нивните успеси или нивниот талент на крај на денот, така да во моментов е постапката за поддршка на 500 талентирани млади спортисти кои што државата ги стипендира на месечно ниво. Тоа е една сосема која ќе се стави на куп, сосема солидна бројка на средства, затоа што на вистина мислиме дека треба да се стимулира тој тип на таленти. Ако мене лично ме прашувате, мислам дека сумата која што тие деца добиваат и тие таленти е мала, треба да се зголеми, меѓутоа сме свесни дека во моментов буџетот е таков каков што е и мора да се приспособиме на тој буџет за да не се доведеме во ситуација да она што ќе го ветиме не можеме да го исполниме, меѓутоа сигурен сум дека веќе од следната година ќе направиме напори и ќе се обидеме да таа субвенција или тие поддршка на млади талентирани спортисти сумата е зголеми. Задоволни ли сте од буџетот на Министерството за спорт? Еве, особено ако направиме споредба со буџетот на поранешната агенција за спорт и млади, кога беше? Па добро, мислам дека буџетот е дупло зголемен. Направивме неколку клучни измени во законите и што е уште поважно, добиваме константна поддршка од владата и од премиерот за сите оние работи и оној правец во кој што сакаме да се движи Министерството и спортот, а тоа е да биде креатор на позитивни работи. Вие сте свесни, сигурно, вие пратите спорт, затоа што поранешната агенција за млади спорт, да не се повторува, меѓутоа беше една институција која што беше комплетно нефункционална, која што имаше вработени па и 20 директори обвинети за корупција од околу 5 милиони евра, ако добро се сеќавам, така да наследивме една институција која што беше со сериозно нарушен углед, една институција која што беше нефункционална. Сите оние проекти кои што беа капитални беа застанати. Немаше како сега исплата на директни субвенции, туку имаше по принцип на некако ваучер кој што имаше искористеност околу 60%, што значи дека клубовите и федерациите имаа мака да ги наплатат своите пари и својата поддршка од државата. Ние тој закон го сменивме, тој принцип го сменивме и сега таа ставка од 600 милиони денари доаѓа директно на Министерство за спорт како средства и ние тие средства директно ги исплаќаме на федерациите. Ќе разговараме за таа директна поддршка на спортските клубови, како се прави. Да се вратиме еве на таа една државна стратегија за спортот. Кога ве прашав и за младите спортски таленти, но и за активните спортисти, многу е важна инфраструктурата, министре. Гледаме дека салите, стадионите не се во така добра состојба. Некои велат дека дел од нив се и во катастрофална состојба. Како може да се развива спортот кога инфраструктурата ни е така лоша? Добро, забелешката ви е апсолутно на место и јас се сложувам со тоа и затоа е еден од најважните правци, делот од стратегијата на Министерството за спорт е да таа инфраструктура ја подобриме и ја
барем направиме минимум услови на кои што ќе може да се развиваат и тие таленти, меѓутоа и професионалниот спорт да го подигнеме се извинувам на уште повисоко ниво, затоа за таа цел ние како министерство направивме комплетно за постоење од некои си 15 на месеци. Направивме наистина големи резултати во тој дел. Спортската сала Расадник комплетно ќе биде завршена, реконструирана до нова година. Комплетно реконструиравме спортската сала во Радовиш, во Ново село. Отпочнавме изградба на нова спортска сала, тоа е во Војната академија, која што ќе има повеќе значење, ќе можат војните питомци да тренираат во таа сала, ќе можат училиштата бесплатно да ја користат и ќе можат сите оние спортски клубови да ја користат. Значи направивме еден добар план кај што ќе можат повеќе целни групи да имаат бенефит. До крајот на годината ќе отпочнеме камен темелник со изградба на уште една сала спортска, тоа е позади фудбалската федерација на Македонија, и уште една спортска сала во Крушево. Така да мислам дека за 15 на месеци е сосема солиден резултат, сосема добар резултат да реконструирате три спортски сали, да почнете со изградба на нови 3. Да не ја заборавам многу важна спортска сала која што мислам дека до крајот на неделата завршува јавниот повик за комплетна реконструкција или санација, тоа е салата на УКИМ, нешто кое што беше оставено повеќе од 10 години со нерешен статус, со комплетно уништување на таа сала, така да ние до крајот на неделата ќе заврши јавниот повик и ќе отпочнеме со комплетна санација на таа сала, што ќе каже дека 4 сали се ќе бидат комплетно санирани и отпочнување на 3 нови спортски сали. Покрај тоа, ова го зборувам до делот и за училиштата, меѓутоа и за професионалниот спорт. Во делот на другата инфраструктура, тоа е сите оние базени кои што беа оставени, почнати и оставени од поранешната агенција за млади спорт. До крајот на годината сите 6 ќе успееме да ги завршиме и да ги предадеме на општините на нивно користени и стопанисување, што ќе каже дека дечињата ќе имаат нови 6 базени каде што ќе можат да практикуваат и да учат да пливаат, меѓутоа и професионалните клубови ќе имаат 6 базени плюс на територија на цела Македонија, каде што ќе можат да се развиваат уште подобро, затоа што пливањето не е навистина спорт кој што изминативе години не знаете веројатно, меѓутоа преку 20 години сметката на пливачката федерација е блокирана. Во фаза сме на одблокирање на таа сметка и за после 20 години да направиме да пливачкиот спорт или пливањето во Македонија повторно го вратиме онаму каде што заслужува, тоа е да биде меѓу првите спортови кои што ќе промовираат успеси. Така гледаме министре, го спомнавте пливањето, дека децата, оние кои вежбаат барем пливање, бидејќи нашите деца сме ги носеле еве во двата базени во Скопје, пливаат во студени базени со кров кој прокиснува во едни такви услови буквално. Точно е, во право сте, значи тоа е една работа наследена многу години. Олимпискиот базен е даден на концесија преку повеќе од 30 години на концесионер кој што не баш добро стопанисува со него, можеби стопанисува добро во делот на своите финансиски бенефити, меѓутоа во делот кај што треба да се запази јавниот интерес и кај што треба да се запазат дечињата и секој кој што сака да оди на пливање, тој дел е катастрофално менаџиран и ние ќе се позанимаваме со тој договор, да го разгледаме и да видиме која е можноста да тој договор се раскине, да тој базен се врати во владение, да го се реконструираме и да биде ставен на јавна употреба и да секој кој што ќе може, кој што ќе сака да рекреира или професионално занимава со пливање, да дојде и за некоја си символична сума да може да го направи тоа, некако до сега да се плаќаат баснословни суми за да може да се оди на базен и да напоменам, а се тоа изградено со државни пари, меѓутоа тоа треба малци и новинарите да се позанимаваат и со тој дел, да ги проверуваат тие договори, јавно да ги објавуваме сите оние луѓе, според мене, на моја сугестија, јавно се објавуваат сите оние луѓе кои што работат против државата и работат против јавниот интерес. Кога зборуваме еве за изградба или реконструкција или изградба на нови спортски објекти, има еден интересен момент, бидејќи постои едно обвинување и од дел од некои опозицијски партии, но и од гледаме на социјалните мрежи, дека кога ги правите тие планови, не ги правите рамномерно, значи регионално зборувам, па тука се дава и етничка конотација на тоа, дека
правите ваму, не правите таму. Што би одговориле на тие да речеме напади или обвинувања? Па добро, тоа се апсолутно неточни обвинувања, затоа што сите што ме познаваат знаат дека апсолутно не постои за мене поделби по ниедна основа. Јас можам да ви кажам дека изминатиот период во изминатиот месец ние направивме преку 30 на мултифункционални игралишта и јас ќе кажам само дека направивме мултифункционални игралишта, ќе спомнам Радожда, во Дебар направивме мултифункционално игралиште, во Блаце направивме мултифункционално игралиште, така да во Куманово, ако сакате да одговорам и на етнички, во Куманово започнуваме реконструкција на замена на подлога на фудбалскиот стадион на Башкими, така да ја апсолутно тоа не го гледам така и обвинувањата се апсолутно. Има една мапа, еве мапата, ја најдов. Ако гледате и во Тетово, и во Тетово имаме доста инвестиции, така да апсолутно базенот во Гостивар апсолутно немам. Ја видовме спортската сала Партизан во Чаир, таа помага ли Министерството? Да. Спортската сала Партизан во Чаир со претходниот градоначалник требаше да објави тендер за комплетна реконструкција и кога ќе ги потрошат тие средства, ние да се приклучиме во вториот дел со финансирањето, така да ние чекаме на општина Чаир, оној момент кога ќе завршат со првиот дел, ние настапуваме со поддршка во вториот дел. Се соочивме со еден интересен момент порано кога имаше еден голем проект за изградба на спортски сали, кога за време на предминатата влада, кога се изградија многу спортски сали, потоа се соочивме со еден проблем со одржувањето, со надлежностите врз тие спортски сали. Па се преклопуваа надлежности на општини, на агенцијата, на владата, па потоа не се знаеше кој да ги одржува, па кој да плати грејење, па имавме и апсурдни ситуации каде што некој таму, не знам, локален мокни го чува клучот, него дава и така натаму. Значи државата ги направи со пари од буџет и потоа буквално не знаевме што да правиме со нив. Дали може повторно да се соочиме со такви ситуации? Не, апсолутно не. Тоа е примерот кој што кажав со човекот кој што го стапанисува олимпискиот базен. Така да сите оние сали кои што треба да знаете и јавноста да знае дека има спортски објекти кои што се од локален карактер и од национален карактер. Сите оние кои што се од национален карактер, предимство на стопанисување има Министерството или федерација, одредена федерација. Меѓутоа, кога е од локален карактер, се предаваат тие, барем ние така правиме, кога ќе изградите една спортска сала, ќе ја предадете во владение на општината и општината е таа која што треба да се грижи и за стопанисување со таа сала, и за плаќање на сметките, меѓутоа и за давање на користите сите оние кои што сакаат да ја користат. Така да апсолутно тој ајде да кажам, тие историски начини како се давале салите и се раздавале на локални мокници, се дека сум јас министер и се онак што ние го почнуваме од нула и ќе го завршиме, нема да постои апсолутно. Да, имавме во изминативе месеци исто така немили ситуации на спортските надпревари, имавме насилства, имаше кои за жал има и меѓуетничка конотација и тоа неколку последователни инциденти, ајде да кажеме. Како да се справиме со ова, министре, бидејќи ова некако ни се повторува. И интересно е што тој дел од таа некоја, да речеме, агресија која постои, најчесто се изразува преку спортските надпревари. Зошто е тоа така? Па добро, да речеме тоа спортско хулиганство постои насекаде во Европа и во светот, меѓутоа кај нас тоа спортско хулиганство е преточено и измешано со меѓуетнички извикувања. Оно што јас можам да го кажам и дека треба блиску или да се соработува со Министерството за внатрешни работи, меѓутоа треба да се соработува и во правец на тоа да се едуцираат луѓето, да се разговара со нив, за да на крај на денот сите заедно сватиме и да свата дека поделбите по ниеден основ не носат никому добро и сите оние лоши работи кои што се имаат случајно во минатото, се имаат случајно заради поделби и по етнички и по
било како сакате наречете карактер, така да едукацијата и разговорите се многу важни. Министерството за внатрешни работи тука има клучна улога, затоа што навистина со тие луѓе треба да се разговара и да се, иако ние имаме закони кои што се ригорозни и строги, меѓутоа според моje мислење не би сакал да се мешам во тук ресор на колега, меѓутоа мене ако ме прашате треба да бидат уште построги казните за да на крај на денот секој оној кој што ќе се обиде да направи инцидент по автоматизам да добие затворска казна без да има можност било како да се одбрани, затоа што на крај на денот сите ние сакаме да одиме на стадиони, да погледаме добар надпревар, да си ги земеме своите дечиња со нас и да бидеме спокојни и додека луѓето ако постојат такви луѓе кои што тоа не го дозволуваат, нормално дека и прават инциденти кои што се загрозувачки по животот на другите луѓе или скандираат етницизам, мислам дека треба да бидат отстранети од стадионите и на тој тип на спортски највачи, да речам, не има местото на спортските терени, било каде. Да, лошо е што потоа тие инциденти или тие пораки кои се испраќаат се пренесуваат на целото општество и создаваат една негативна атмосфера, но имаме и позитивни примери, министре. Дали може би тие треба да се искористат за градење на некаква кохезивна стратегија во таа област? Например, еве ќе дадам, кога играат за македонската репрезентација од сите етнички припадности, да речеме, играчи, подеднакво не имаме за нив. И ги извикуваат нивните имиња, тогаш на никого не му смета кој што е, нели, во тој момент. Тоа покажува многу еден интересен социолошки и општествен феномен, каде луѓето кога едноставно се врзуваат за нешто, тогаш не им значи ништо, ниту етничка примерност, ниту нешто друго. Може би тоа треба да се искористи како стратегија некако. Видите, тоа е еден социолошки момент на целото наше општество и ние треба како општество сите заедно, не само во делот на спортот е само еден мал дел, меѓутоа треба сите ние заедно да работиме да социолошкиот момент го надвлади и да сите оние позитивни примери бидат не знам, на насловни страни по портали, да бидат гости често во телевизијата, да позитивните примери се тие кои што ќе ни го водат општеството, а не да не знам, идоли на младите да им бидат не знам, дилери или не знам, хип-хопери, некои кои што се тиктокери сега тиктокери, како и да се викаат, така да мислам дека како општество треба да созрееме доволно да секогаш позитивните примери бидат оние кои што ќе ги промовираме и во јавноста и да нашите деца се угледуваат на тие примери и да се водат по тие примери, така да мислам дека спортот има една голема одговорност во тој дел и како што кажавте, спортот знае да обединува и мислам дека оние луѓе кои што се одлучени да мрзат се и се што во спортот, па и во општеството, се многу мал број и мислам дека треба да ги оставаме и на стадионите си истите тие луѓе, многу помал бројот е на луѓе кои што скандираат поделби по било кој основ, отколку оние кои што се дојдени на вистина да уживаат во спортот, во тој надпревар и да живеат во една кохезија со по било кој основ во нашето општество. Така да тој тип или тие групи на луѓе треба ги ставиме на маргините и да успееме како општество да што е можно помалку им обрнуваме внимание. Да, добро. Ајде да се вратиме на она што пред малку го спомнавте вие кратко, тоа е како Министерството ги помага клубовите и федерациите, кои се критериумите. Знаеме дека владата ги изгласа новите ваучери, отприлика и порано и Агенцијата за млади спорт, кога беше исто така се издаваа некакви спортски ваучери. Во што е сега разликата во сегашниот начин на поддршка? Па кажав на почетокот, разликата е што претходната власт или агенцијата издаваше ваучери и со некаква си бројка на некаква си помош запишана на ливче и вие потоа треба да одите да барате компании кои што тој ваучер ќе ви го заменат за да ви дадат средства. Во голем дел од случаевите сите тие клубови и федерации беа оценувани од страна на одредени луѓе во стопанството за да, нели, доколку сакате да ви го сменам тој ваучер, ќе треба да ми вратите дел од парите, тоа е јавна тајна. Така да ние тој начин го променивме, не постојат веќе ваучери, сега постои директна субвенција, никој не мора да оди да моли никого, туку државата директно како ставка во буџетот на Министерството ги доделува тие средства и ние ги делиме на клубовите и на федерациите. Нормално дека
критериумите, јас се трудам да критериумите секогаш бидат успехот и промоцијата на вистински вредности, да бидат критериуми по кои што ќе се доделуваат тие средства и јас сум горд за тоа што незадоволни секогаш ќе има во било која работа која што сакате да ја промените, тоа е нормално. И ја ги прифаќам и тие дел од негодување, меѓутоа сите треба да знаат дека субвенциите во спортот служат за помагање. Не можеме да се доведеме во ситуација да спортот биде 99% финансиран државно. Тоа можеби постоело во делот на комунизмот кој бил, меѓутоа во едно општество кое што ние сме, мислам дека треба да сите сме свесни дека спортот треба да биде помаган и субвенциониран, а не да биде комплетно финансиран од државата, бидејќи се губи смислата на постоењето ни на тие менаџери, председатели, не знам, раководни лица на клубовите и федерациите. Ако све е обезбедено од државата, тогаш која е поентата на постоењето на менаџери, спортски директори, председатели? Така да мора малци во тој дел да како општество и како народ се издигнеме за да сватиме дека не може секогаш се да чекаме од државата и не може секогаш за се да не биде крива државата. Има многу нешто кои што можеме да ги направиме и треба да ги направиме сами. Така да Министерството за спорт и оваа влада обезбеди навистина доста средства, од која сум јас министер, мислам дека исплативме преку 20 милиони евра помош директна за клубовите и за федерациите, што е нешто кое што не верувам дека досега се случило во поновата историја. Да, ова се де факто субвенции во спортот, исто така како што имаме субвенции во сите други области, дали е земјоделство или во некои економски области. Дали го гледате фидбекот по тоа? Например, од тоа што даваме, што добиваме? Дали, не знам, дали го зголемуваме квалитетот, дали имаме подобри, поквалитетни клубови и така натаму. Мора да постојат нели некои критериуми таму. Така е, управо сте, добро е прашањето. Мислам дека ова е само првиот чекор на едно филтрирање од страна на Министерството за тоа како треба да изгледат навистина субвенциите за година дена од сега. Може би сега прогледуваме низ некои работи низ прсти, затоа што е нов начин на финансирање, на субвенционирање, како сакате кажете го, и јас сум свесен дека во спортот резултати не може да стигнат одма, меѓутоа веќе од следната година и годината потоа ќе биде многу поразлично и, како што кажав, критериумите ќе бидат единственото мерило по кое што ќе се добива висината на субвенциите, а не знаете, во Македонија сите се навикнати да гледаат во тугиот двор. Мене ми дадовте толку помош, зашто му дадате на тој другиот толку? Така да мислам дека резултати немаме се уште, немаме резултати некои брилијантни во спортот, имаме неколку блесоци во индивидуални спортови, неколку блесоци во колективните спортови, и тоа е се што можам да го одвојам како нели некој успех. Најголем дел, ајде да кажам, прогледуваме низ прсти, е делот кај што треба да се задоволи јавниот интерес, а тоа е спортот да биде достапен за секој дете, за секој некој што сака да се бави за спорт. Меѓутоа, исто така сум свесен дека во спортот има многу корупција и дека треба да почнеме да ја чистиме таа корупција, и луѓето се навикнати да од тоа финансирање државно имаат свои лични бенефити, и мислам дека на тоа за многу брзо време ќе ставиме крај. Дека ќе искорениме комплетно корупцијата, не, затоа што не постои држава која што нема корупција на сите нивоа, меѓутоа дека треба тие средства да се трошат на правилни места, треба, и дека тие средства мора за секој добиена помош од државата или субвенција мора да се доставуваат сериозни извештаи, а не како до сега тоа да бидат празни листови со замислени патувања и луѓе кои што мислат дека така ќе функционира во иднина. Да, кога зборуваме за тие негативни појави во спортот, корупцијата, да, се разбира, таа е една од најнегативните, но имаме и еден друг момент кој е протекционизам. Особено кога зборуваме за најмладите, за почетоците во спортувањето. Сте биле вие дел од спортски клубови, знаете за што зборувам. Кога се влијае да напредуваат одредени деца на сметка на други врз база на некакви
познанства, друг начин на протекции, што ти ја знам. И така доаѓаме до момент да не можат најдобрите да напредуваат и да се искажат и најчесто тие потоа се откажуваат. Гледаат како стојат да работите, како тој менталитет да го сменат? Само со, видите, спортот е можеби единственото место кај што единствените примери или пример како сакате кај што протекциите не може да ви помогнат. Протекциите може да ви однесат само до одреден момент, меѓутоа кога излезете на терен во било кој спорт, разликата веднаш се приметува и сите оние луѓе кои што се бават со спорт го знаат тоа што го зборувам и се свесни. На тоа може да се излезе само со кажување на суровата реалност на сите оние родители кои што се явуваат. Имало случаи 3-4 родители кои што ми се познаници ми се имаат обратено за помош да нивните деца не знам, влезат во некоја репрезентација, меѓутоа јас апсолутно сум го одбил тоа и мислам дека тоа е единствениот начин на луѓето да им се застае на патот на тоа, затоа што видите кога се работи за наши деца, не бираме веројатно средства, меѓутоа јас бидејќи доаѓам од спортот, еве моето дете, мојот син, сите ме прашуваат дали тренира спорт, меѓутоа апсолутно не го носам на спорт се додека тој не одлучи. Мислам, никаде не пишува дека ако јас сум се бавил со спорт професионално и сум бил успешен со игра на Барселона, тоа апсолутно не значи дека и мојот син мора тоа да го направи. Не мора. Мора да оставиме работите да течат по својот природен тек и да научиме дека не се мора да биде по начин на кој што ние мислиме, едноставно постојат родители кои што, пак ќе повторам, јас сум им го кажал тоа на 4-5 пријатели, можам да ги наречам, дека такви работи, такви протекции воопшто не се ни осудувам да се јавам на било кого за било такво нешто, а за се друго што мисли дека можам да помогнам, дека стојам на располагање. И тоа е единствениот начин да само свеста сите ние разбудиме и да преку лични примери покажуваме дека таквите работи може да се менуваат. Да. Добро, немам уште многу време до крај, затоа е уште две блиц прашања. Едното е за главните проекти до крајот на годината. На што работите сега? Што очекувате да завршите? Па добро, работиме, како што кажав, направивме преку 30 на мултифункционални спортски центри кои што во минатото биле давани стопанисување на одредени мокници, за тие мокници да можат да ги реиздаваат и да прават финансиски бенефит од тоа. Јас кажав уште на почетокот на мојот мандат, такви работи нема да постојат и такви реиздавања нема да постојат. Сите они мултифункционални игралишта кои што ги прави Министерството за спорт ќе бидат апсолутно отворени за јавноста и секој еден оној кој што сака да рекреира детенце, апсолутно ќе биде отворено во било кој време да може да дојде и да спортува или да рекреира, како сакате, кажете го. Кажав, спомнав на почетокот, до крајот на годината ние како Министерство ќе почнеме изградба на 2 нови спортски сали во аеродром позади Фудбалската федерација на Македонија, во Крушево, тоа е еден сериозно вака налик, можеби не делува нешто импозантно, меѓутоа во Крушево јас направивме некои истражување, сите оние федерации што ги носат репрезентациите и клубовите, не сите, за подготовки на своите тимови, федерации и репрезентации трошат преку 1 милион евра годишно надвор од нашата држава. Сега ние кога ќе направиме една спортска сала идеална во Крушево, во близина на спортски хотел Планина, блиску во Македонија на сите, мислам дека тие средства ќе прерасне Крушево во еден спортски регионален центар за подготовки не само на македонски екипи и репрезентации, туку и на регионалните држави, затоа што навистина нема такви примери во нашето окружување, така да ќе почнеме 2 спортски сали до крајот на годината Камен темелник и почнуваме со реконструкција на салата на УКИМ, која што е многу важна затоа што околу 4000 студенти ќе може да се бават со спорт и да ги обавуваат своите часови по физичко, да ги наречам така, на сите оние факултети кои што се во салата, во кампусот на УКИМ. Да, и министра за крај, премиерот најави реконструкција на владата. Имате ли некакви најави од него? Сте разговарале за ова прашање во поглед на вашиот сектор? Не сум разговарал на ова прашање, јас сум апсолутно мирен во тој поглед. Јас сум, кога се нафатив да влезам на оваа функција, мојата единствена цел е да можем да допринесам во спортот и се останато што не е во рамки на мојата мок на делување, оставам на одлуките и верувам во одлуките и во исправноста на одлуките на премиерот.
Ви благодарам за ова гостување. Благодарам за поканата. Ова е првиот дел, почитувани. Сега одиме се на куса пауза, потоа продолжуваме со Дарко Симуновски, инвестициски експерт. Останете со нас.